Шоуто Глумците пеат по 17 годишна пауза повторно се враќа на сцената. Токму на 20 април во Македонската опера и балет публиката повторно ќе има можност да ужива во оваа спектакуларна манифестација. Од самото најавување дека токму оваа година се враќа манифестацијата на сцената, публиката веќе е презадоволна и секако со душа и со нетрпение го очекува 20 април за да бидат дел од шоуто Глумците пеат. Зад враќањето на манифестацијата стои секако ќерката на идејниот творец, на починатиот актер Марин Бабиќ, Маја Бабиќ. Најпрво ќе ти посака Маја добро и убаво утро. Добро утро и на вам и на вашите гледачи. Маја, ајде да се навратиме 31 година наназад. 1992 година е првото издание на тогашната манифестација Глумците пеат, чиј творец и создавач секако е вашиот покоен татко, доајенот на македонското актерство Марин Бабиќ. Како настана манифестацијата тогаш? Само да дополнам, значи за враќањево стојат двете ќерки на Марин, јас и сестра ми, не можев ништо да направам без незината поддршка. 92 година јас бев многу млада мајка во тоа време, сестра ми беше уште помалечка, тинејџерка. Според зборовите на татко ми, ние не се сеќаваме баш многу за тоа. Тој вели дека се почнало со еден комшиски муавет, тој се спремал за, живеевме во Капиштец, се спремал на представа, пешки одел до Драмски театар и го сретнал некој комшија и му рекол: Марине, гледам српските глумци на телевизија, прават, пеат и така натаму, па вие што сте подолу од нив, зашто вие не запеете некогаш на телевизија? И тој, одејќи така до Драмски театар, си смислил некаков концепт. Кога влегол во театар, прв што го сретнал бил Дац и му ја споделил идејата. Дац рекол: ајде да правиме Глумците пеат, и останатото е историја. Така, но 17 години, за жал, оваа манифестација, која што и тоа како беше популарна и актуелна и публиката дефинитивно ја сакаше, не се одржуваше. Зошто? Глумците пеат последните години, тоа е 2005-2006, ми се чини, беше во зенитот на својата популарност. Ние имавме проблем во однос на билетите, во однос на интересот за посетеност и во однос на капацитетот на тогашната универзална сала, која многу не недостасува сега. Можеби, мислам дека причините се субјективни и објективни. Можеби настана и до едно заситување. Можеби татко ми се измори веќе од секоја година, бидејќи тој е сепак само уметник, не е предприемач кој што ќе го бутка сето тоа. Можеби и немаше веќе што да каже, тоа се некакви субјективни, објективните беа што и покрај огромната популарност некако не успеваше да обезбеди доволно финансии за да може тоа да се прави. Чудно е кога ќе го кажам ова, сите викаат па како е можно, но во Македонија се е можно, така и тоа. Во годините кога се правеше пауза, ние неколку пати се обидувавме да ја рестартираме. Меѓутоа и тогаш, да речеме, не наидовме на некаков интерес, не меле времето, знаете, сите сме некако во своите професионални ангажмани, вклучувајќи го и татко ми тогаш, но морам да кажам дека и компаниите не беа некако заинтересирани сесарно да влезат и да го поддржат ова. Да, кои сте вашите сеќавања од оние години кога се одржуваше манифестацијата Глумците пеат? Лично за вас, во какви сеќавања ви останате и дали можете да ни споделите некоја интересна ситуација токму од подготовките, припремањето, па и текот на манифестацијата? Сеќавањата се преубави. Значи, не можам да кажам дека тоа било моето детство, но ете младите години и фала му на Господа што сум имала шанса да живеам едни такви адолесцентски години, да речеме. Глумците пеат се подготвуваа кај нас дома. Ние немаме канцелари, ние немаме простор каде што тоа се прави, значи се тргнуваше од нас дома за последните 10 дена да се префрли на сцена. Тоа се премногу телефонски разговори, тоа се премногу кафиња испиени, пијачки, тогаш немаше интернет, немаше мобилни телефони, луѓето мораа да дојдат дома за да се договорат, сега е се полесно, нели?
Многу случки има, многу луди работи. Знаете како кога во дневна ви играат глумци и пеат и спремаат. Да, комшии се собираат, доаѓаа на кафе. Се тогаш им требаше шеќер да дојдат да позаимат. Многу, како да ви кажам, една година дојде српскиот актер Алјоша Вучковиќ. Он гостуваше на глумците пеат со тогаш ултра популарната Тополјска 18, ја пееше таа од една серија што се емитуваше. И тргнаа да вежбаат, јас се мотам тука нешто, мало бебе до мене. Спремаат и во еден момент Алјоша вика: "Стој, заборавив нешто да ви кажам. Јас купив денеска, бев на пазар и купив шкембе. Сега ќе ви правам шкембе чорба." Ни проба се виде, он готвеше, смрди целиот стан, значи имало и такви ситуации. Она што за секогаш ќе ми остане во меморијата е енергијата која ќе се собереа глумците на прва проба, таа енергија не се заборава. Значи тоа беше еден наплив на креативност, наплив на идеи, наплив на желба да се биде добар, не подобар од колегите, немаше ривалство, немаше надпревар, но да се биде добар, доволно добар за глумците пеат. Што ве натера еве да ја вратите баш оваа година, ова шоу кое што нели сега од манифестација прераснува во шоу Глумците пеат? Татко ми стално велеше: "Немам многу што да ви оставам материјално, никогаш во нашето семејство материјалното не било важно и движечка сила. Велеше: "Немам што да ви оставам многу коли, куќи, станови, ама ви оставам Глумците пеат. Со аманет, кога тогаш да ја вратите." Така сме воспитани, тоа некако си го ставивме во глава, во нашата меморија и знаевме, дури и додека беше жив, знаевме дека ќе ја вратиме, ќе беше најубаво да е жив и да ја вратиме сите тројца заедно. Син ми, кој е сега возрасен човек веќе, он со дедо му така знаеше да си седне и да рече: "Дедо, не се секира, ја ќе ги натарам овие две." Се случи тоа што се случи, тој замина пребрзо и ненадејно. И со сестра ми рековме: "Ако сега не го исполниме аманетот, нема никогаш." Затоа што и нас не меле секојдневието, трчањето, работа и така натаму. И рековме: "Сега е моментот." Она што е најважно и зошто сакавме не е само аманетот кон него. Мислам дека сите глумци во Македонија заслужуваат да им се врати. Ја сакаа, сега се покажа дека се уште ја сакаат, па дури и оние кои не биле ни родени кога тоа се случувало, и мислам дека театарот заслужува да се врати ова шоу. Да, Маја, но со какви предизвици ве се соочивте во текот на подготовките? Времето ви е малку кратко, нели, за да ја создадете целата, да го направите, нели, целото шоу, имате кратко време за подготовки. Кои се предизвиците со кои што се соочивте ве во изминатиот период, подготвувајќи го шоуто? Практично со сестра ми ја тргнавме емотивно, храбро, но нели среќата ги прати храбрите, велат. И заклучивме дека ја тргнуваме исто онака како што тој ја тргнал пред 31 година. Предизвици секогаш има. Дури да ја почневме порано, ќе ги имаше истите предизвици, ми се чини. Првиот предизвик беше што не успеавме да го задржиме терминот 26 март, затоа што не можевме да најдеме слободна сала. Во Македонија и особено во Скопје тоа е еден горлив проблем. Има премногу културни програми, а премалку сали. Универзална за жал не ни ја вратија, иако ние постојано бараме. Така што не можевме да најдеме слободна сала. И тогаш одлучивме да направиме компромис и оваа година да ја поместиме тогаш кога ќе има слободна сала, за до година да ја вратиме повторно на 26 март, каде што припаѓа. Ја тргнавме буквално без финансии, со мала, но многу важна поддршка од неколку компании, пријатели на нашиот татко. Мислам дека веќе побудивме интереси кај уште неколку. Тоа се минимални финансии, но доволни да се охрабриме да го направиме тоа. Други предизвици за наша среќа немаме големи.
Времето ни е доволно затоа што работиме со професионалци. Го имаме Дејан Пројковски како режисер, кој е извонреден, кој многу ја сака оваа приказна. И она што е најважно, во моментот кога објавивме дека ќе се прави Глумците пеат, ние имавме наплив од јавувања од глумци кои што сакаат да учествуваат. Ништо не е поважно од енергијата и желбата на тие што ќе учествуваат. Се друго ќе се реши, и ќе се најде, и ќе се склопи некако. Најважно е енергијата на тие луѓе кои што решија дека ќе застанат позади нас, а ние пак велиме ви ја враќаме вам. Маја универзална сала е местото, токму и сцената за Глумците пеат. Ќе биде ли Македонската опера и балет соодветна замена за универзална сала за ова шоу? Македонската опера и балет е извонредна сцена, ги нуди сите можности, дури нема да стигнеме се да употребиме што тие имаат, значи тоа е театарска сцена, ова е театарско шоу, така што апсолутно дека е соодветна, она што можеби недостасува е само бројот на седишта за во однос на интересот кој што го има. Не само Глумците пеат, него и многу други атрактивни програми и продукции. Универзална сала е една приказна која и јас како професионален организатор на настани, дури на моите социјални профили постојано ја навраќам како тема. Не можам да разберам како е можно еден град каков што е Скопје, ако сакаме да го наречеме метропола, да нема концертна сала, да нема конгресна сала, да нема простор каде што може да се случуваат разни продукции, и не разбирам зошто никој не сака да ја обнови, а моето скромно и лаичко познавање вели дека не постои зборот не можам. Треба волја. Така што не знам што да ви кажам, патиме сите по универзална. 1500 седишта имаше таа сала, тоа беше еден пристоен капацитет за интересот за било каква продукција што ќе се направи. Татко ми секогаш беше во дилема дали да биде ексклузивно една вечер и толку, или да ја повторува неколку пати, ама еве за неговиот живот никогаш не, еднаш мислам дека само направи 2 представи и повторно велеше една е доволна. Така што сакам да кажам, со капацитетот на Македонската опера и балет, вие не можете да го покриете апетитот и интересот на публиката. Ќе видиме, ќе покаже времето. Така, и што ќе има можност публиката да види на 20 април во Македонската опера и балет? Извонредно шоу. Глумците се одлични, на англиски зборот е entertainers, забавувачи кај нас е можеби несоодветен превод. Не е важно дали совршено пеат, дали ќе ја фатат октавата, дали тоналитетот, дали некаде ќе зафалшираат. Она што е важно дека они прават шоу, они прават цела точка која е смислена од почеток до крај. Така што на 20 април ќе се видат глумците во полн капацитет, со полна енергија, многу генерации на глумци, од ветераните, тие кои што можат да настапуваат, до млади луѓе кои што не биле ни родени кога почнувала Глумците пеат. Правиме микс кој татко ми многу на кој многу инсистираше, многу сакаше млади глумци да доаѓаат, да им даде шанса тука. И порано на Глумците пеат некои ги доживеале своите звездени мигови. Глумци ќе биде така и сега. Ќе биде едно шоу, ќе се фокусираме на македонска музика. Сакаме да ја пееме македонската музика, сакаме да покажеме дека имаме добра музика. Глумците се многу мотивирани, многу креативно работат, така што сите оние кои што ќе бидат вечерта во сала ќе уживаат. Да, верувам дека ќе биде така и дека еве можеби за наредната година ќе се случи нешто да се смени нели салата за да има доволно број на седишта за публиката кој што сака да биде дел нели од ова шоу кој што ќе прерасне, се надевам дека веќе и во традиција, односно нема да застанете тука нели, ќе го одржувате и во наредните години. Не размислуваме за понатаму, мислам ние размислуваме, ама велиме чекор по чекор, нека помине ова е навистина големо враќање, голема одговорност прво кон глумците, кон публиката и на крај кон татко ми. Така што здравје Боже,
Да ни изградат сала не верувам, ама наше е да работиме. Така сега ги поканиме сите гледачи, сите оние кои што сакаат да уживаат во македонската музика, во македонските актери, секако да бидат дел од ова шоу. После 17 години повторно се враќа на сцената на овој пат на македонската опера и балет. Бидете дел од Глумците пеат во режија на Дејан Пројковски.